Забуна за дигитализацијата во образованието. Граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има објави дека законот за учебници и други дидактички материјали е повлечен, а затоа ги известил спикерот Џафери, па според тоа барањето за одржување на референдум е безпредметно. Но ако владата одлучи утре да го врати законот во законодавниот дом, тогаш родителите ќе треба да поднесуваат нова иницијатива, доколку не се согласуваат со реформите на МОН. Оттаму велат, образовните реформи почнуваат со новата учебна година во прво и четврто оделение, за што и се подготвувале. Се подготвуваат материјалите за учење за прво оделение и за четврто оделение, како и дигитализација и мултимедија содржина во оние за четврто оделение, исто како што ветивме. Програмите се донесени, транспарентно објавени и сите дискусии кои што се водеа со објавувањето се затворија затоа што видовме дека ништо нема драматично или ништо различно од она кое што го ветувавме. ВМРО ДПМН бара оставка од министерката Царовска бидејќи нацрт законот се повлекол од собранието. Од партијата вела дека будно ќе следат ситуацијата бидејќи на СДСМ и Царовска не можело да им се верува. Свесни сме дека СДСМ и Мила Царовска можеби повторно тактизираат само за да се повлече иницијативата за референдумот која што беше покрената од граѓански иницијативи и повторно да го вратат овој закон во собрание со злоупотреби на кои што сме навикнати и вие и ние и целата македонска јавност. Со оглед на сите овие изјави, јавноста останува во заблуда дали дигитализацијата во образованието ќе го има својот старт во септември.